Градоначалникот на општина Кочани Никол Чуилиев изминатите 100 дена од преземањето на функцијата ги оценува како период во кој имало многу предизвици, но истовремено и големо залагање за подобрување на затекнатите состојби во општината и во локалната средина. При тоа тој останува на определбите за одговорно и законито работење, за почитување на принципот на транспарентност. Доказ за тоа било што прашањата за кои досега се одлучувало во 4 очи, сега се дебатираат и решаваат во Советот, а останала и определбата за вклучување на јавноста во решавањето на прашања од интерес на заедницата. Илиев посочува дека во првите 100 дена започнале да се решаваат проблемите со сообраќајот, зашто како долгорочно решение се проектира катна гаража во градската четврт 6. Во тек е и отстранувањето на жариштата на нехигиена и на подобрувањето на јавната чистота, но и на креирање проекти за настап по повиците од програмите на Европската унија. Во делот на развојот на туризмот, Илиев посебно го потенцираше капацитетот на Пониква, но и на Царев врв како главен планински центар во иднина. Еден од главните проекти кои пред сите наш градоначалници од истокот лежи и веројатно таму лежи иднината е развојот на зимскиот туризам. Сегашната база каде што е направена на Пониква треба да остане, меѓутоа скијачките терени треба да бидат преместени на Царев врв. За таа работа веќе има направено цела студија, која студија понатаму ние користиме во изработка, односно се трудиме да најдеме, по постапка сме да најдеме инвеститор кој ќе инвестира конкретен проект за изградба на нов ски центар, кој ќе биде навистина една добра алтернатива не само за Македонија и за поширокиот регион. Градоначалникот Илиев потенцира дека во изминатиот период имале интензивна домашна и меѓународна соработка, а главна цел е подобрувањето на состојбите во културата, социјалата, здравството, во падната инфраструктура и продолжувањето на веќе започнатите капитални проекти. Општината очекува финансиска поддршка од владата за проектот за изградба на нова детска градинка во населбата Дрчевик и за одобрување средства за почнување на градбата на браната Речани. На крајот од оценката за првите 100 дена, Илиев смета дека и покрај наследените непријатни финансиски околности, долгови по различни основи и нерационално прекумерно трошење на крајот на претходниот мандат, со честно и одговорно работење да дојдат добри резултати што ќе бидат од интерес на заедницата.